Пред 8000 години, луѓето на ова тло, исто како и ние денес, си правеле гозби, се мезеле, се гоштевале во различни садови, многу поразлични од оние кои што ние ги употребуваме денес. Па така, например, овој сад кој што го гледате, доколку се прашувате зошто има 5 отвора, 5 дупки, затоа што им служел како ранец. Замислете, пренесувале вода и пренесувале одредени производи за да им бидат слободни рацете. Биле практични, дури и пред 8000 години луѓето навистина биле многу практични, користејќи ги рацете за да пренесат дрва. Овој сад го користеле за да пренесат нешто друго. Неолитот или новото камено време е најзначајната и по својот карактер најреволуционерната етапа од културно-историскиот развиток на човештвото. Најкарактеристична керамичка форма на садови на неолитските населби во Скопскиот регион се садовите кои што во археологијата се познати како аскоси. На прв поглед ова форма на садови наликува на мешината која што служела за вода или за транспорт на други течности, но исто така формата наликува и на телото на барските птици. Знаеме дека неолитските населби во тоа време биле изградени покрај природните ресурси. Со интелектот и креативноста на Homo sapiens се раѓа новата земјоделска сточарска економија и се создава седентаризмот, траен начин на домување. Производството на керамиката, гранчаријата е најкарактеристичниот продукт на новото камено време. Ова што го гледате зад мене, исто така нешто интересно што сакам да го споделам со вас. Ова е кутлач, замислете, древна кутлача од минатото. Ја користеле за црпење на манџи, да, и тогаш луѓето овде јаделе леќа, пченица, приготвувале разни типови слични на тоа ние што денеска го јадеме. А ова знаете што е. Ова е лејка, ја користеле за пренесување на вода и оние кои што не знаеле да пливаат, учеле со помош на лејките да пливаат. Преку овие садови, со заеднички, но и индивидуални форми и ликовни елементи, е презентирано гранчарството на неолитските заедници. Ова форма на садови преживеала и денеска, може слободно да се каже, и многу често се користи кај народите на африканскиот континент, каде што, за жал, водата се уште е предизвик. А сега сакам да ви покажам како изгледале првите мелници. А ако сакате вие да имате ваков сад дома, можете да си купите копија од нашите музејски продавници.